Една од најболните теми во Македонија е просторното уредување. Ова утро на оваа тема имаме двајца реномирани гости кои што се учесници на работилницата која што е на Градежниот факултет во Скопје, доктор Душица Трпчевска-Анđелковиќ од Агенција за планирање на просторот, раководител на сектор за просторно планирање, и професор Зоран Кракутовски, катедра железници, Градежен факултет Скопје. Добро утро, добре дојдовте во нашето студио. Ќе дадеме предност на дамата. Доктор Трпчевска-Анđелковиќ, што е практично овој документ? Кој го финансира? Која е постапката за негова изработка и донесување? Пред се благодарам на поканата. Навистина е реткост да се проговори на оваа тема во медиумите и тоа ми е особено драго. Просторниот план представува долгорочна национална стратегија за просторен развој на државата, која се подготвува за период од најмалку 15 години. Овој документ е финансиран од буџетот на државата, а неговата изработка се предвидува со годишните програми на владата на Република Северна Македонија за изработка на просторни планови на предлог на ресорното Министерство за животна средина и просторно планирање. По која постапка оди донесувањето на овој просторен план, бидејќи периодот е сериозен, се работи за период од многу години, од 2 децени, 2021-2040, инаку целосното име е подготовка за изработка на нацрт просторен план на Република Македонија од 2021-2040. Оваа работилница се одржа од 19 до 20 февруари на Градежниот факултет во Скопје. Значи, која е процедурата за изработка и за донесување на овој просторен план? Просторниот план е сеопфатен, интегрален, интердисциплинарен документ, прилично комплексен, поттаму и постапката за негова изработка и донесување е долготрајна и сложена. Таа започна во 2017 година со усвојување на информацијата на владата за потребата од изработка на ваков документ, за во 2019 година да се усвои акцискиот план со динамика за изработка. Во 2020 година изготвена е посебна методологија за подготовка на овој документ, во која меѓу другото се вградени и странски искуства. Во 2021 година изработена е програмата за изработка на просторниот план и 2023 и 2024 година во рамките на истражувачката фаза изготвени се студии од различни области кои планот ги обработува, вкупно 16. Ни предстојува уште изработка на 3 студии, тоа ќе го завршиме оваа година и со тоа ќе го заокружиме истражувачкиот процес, односно фазата документацијска основа, како една од повеќето фази. Следува изработка на нацрт план, кој подлежи на стручна расправа и стручна ревизија, и предлог план. И двете фази, и нацртот и предлогот, се донесуваат во собранието на Република Северна Македонија и оттаму, не само поради комплексноста и сериозноста на планските решенија на овој документ, туку и поради самата постапка на негово донесување на пленарна седница на собранието, ние си го изедначуваме со уставот во законодавството, па често му го припишуваме епитетот устав во планирањето. Професоре, работилницата заврши. Дали завршува контактот меѓу Градежниот факултет и просторниот план? Дали некогаш завршуваат активностите на овој факултет, кој што практично е еден од носителите на она што се случува во Македонија? Благодарам за поканата најпрвин, па секако не, еве како што кажа и господја Душица, следен период во кој што овие студии треба да се вклопат сите во една целина, значи да ја направат таа целина на просторното планирање во државата за идниот период до 2040 година. Јас со колегите од двете катедри на Градежен факултет Патишта и железници, со колешки и колеги од Сообраќајниот факултет во Битола и со еден колега, странски експерт од Романија, работевме на делот на сообраќајната студија, која што беше дел од тие 19 студии кои што треба да се изработат за просторниот план. Оваа година е година на Градежниот факултет, 75 години, чувам дека е јубилеот, ќе бидете како факултет, како фела присутни на македонската телевизија, ќе ви одадеме почит за она што го правите, за кадрите што ги создавате, за носителите на општествениот живот. Да се осврнеме на реализацијата на просторниот план во делот на развојот на транспортот во државата во претходниот плански период, во претходните 2 децени, од 2020 до, односно од 2000 до 2020 година. Да, интересно е за тој период пред 20 години што навистина
може да се констатира дека се реализирани проекти повеќе, дури и повеќе во делот на патната инфраструктура. Значи, негде околу 21%, 22% имаме по-голема должина на патната мрежа од 2020 година во однос на 2000-тата. Имаме зголемување на автопатиштата од некои 140 км кои што биле во 2000-та година, сега се 335 км 2020-2022 година. Нормално без тие што не се пуштени во употреба, зборам оние кои што се нели официјално во употреба автопатишта. Има доста зголемување, драстично зголемување на изградбата на локалната патна мрежа од некои 5-6 километри на некои над 10.000 километри имаме локална патна мрежа. Меѓутоа, впечатливо е дека кај железницата има речиси стагнација комплетна, освен еден проект кој што е реконструкција на пругата од Битола до границата со Грција, до Кременица, железници немаат нова инфраструктура во овој период реализирана. Доктор Душица Трпчевска-Анđелковиќ, уште еднаш, до која фаза, споменавте дека има повеќе фази, до која фаза е во моментот изработката на документот и што ве очекува понатаму во изработката? Во моментов, како што напомнав, завршуваме со истражувачкиот процес и изработувањето на секторските студии од различни области кои што се основа за подготовка на нацрт планот, а тоа се студии кои што опфаќаат сегменти од вкупниот општествен живот, почнувајќи од демографскиот развој, преку системот на населби со сите функции, економскиот развој, туризмот како посебна економска гранка, комплетната инфраструктура сообраќајна, водостопанска, енергетска, комуникацијска и сите облици на заштита на животната средина, природата, културните добра и климатските промени како посебен феномен на кој што му се обрнува особено внимание. На Агенцијата за планирање на просторот како изработувач на просторниот план по завршување на овој истражувачки процес, чинам дека и престои најтешката работа, затоа што треба да се направи сублимирање на резултатите од истражувачкиот процес, интегрирање на резултатите и планските решенија од секторските студии во единствен документ кој што ќе го носи насловот нацрт план. Одговорноста е дотолку поголема што овој план ќе се отвори пред јавноста, затоа што принципите на кои се изработува просторниот план, освен одржливиот развој како базичен принцип, ги има многу, но особено се значајни принципите на партиципативност, инклузивност и демократичност, кои подразбираат вклучување на сите засегнати страни. Значи, целокупната научна јавност има можност да даде свое мислење, забелешки и сугестии на нацрт просторниот план. И да имате во предвид дека јавноста по 20, по 30, по 40 години гласно ќе зборува за тоа што вие сега ќе го приложите како документ, не дека не ви веруваме до бескрај, бидејќи се таму сите експерти на оваа тема. Професоре, соработката ви е добра со агенцијата? Извонредна. Заедно сте во оваа каша за која што подоцна јавноста ќе зборува и ќе кажува каков е вкусот. Кои се влијателните фактори кои би имале битно влијание врз остварувањето на планските проекти, на она што планирате, да го испланирате за следните 2 децени? Па, во следниот период, она што веројатно како држава и сите не тишти, еден од големите проблеми е демографијата. Значи, за да има транспорт, потребно е да има луѓе, потребна е мобилност, преместување во просторот и така натаму. Значи, првиот предизвик ќе биде демографскиот предизвик, односно да се спречи иселувањето многу на луѓето од државата. Понатаму, нормално, ќе биде предизвик голем финансиските средства, инвестицијските средства што се потребни, затоа што негде имаме прилично интересни проекти, особено во делот на железницата, кои што планираме би сакале да се реализираат, нели се предложени. Би сакале и ние. Да, во просторниот план со брзата железница која што влегува од север иде према југ, рачунаме дека би требало негде околу 2040 да биде реализирано. И освен тоа, исто така, као брза железница и поврзување на Скопје може да одиме со Тетово и со Гостивар. Со тоа патувањето до Охрид би го направиле за некои 90 на минути, да кажеме. Удобно возење. Да, во една насока. Тоа би било железничко, да. Тоа би било некоја, да кажеме, еднина која што најмногу би се реализирале проекти, се планирани проекти од железницата. Сега, инвестирањето на тие проекти нормално голем предизвик е, бараат
тешки финансиски средства, меѓутоа влезени се тие, да кажеме, рути на она што го планираме во ТЕН-Т мрежата на Европската Унија и се надеваме дека со нашето приближување кон Европската Унија, отварање можеби на кохезивните фондови за помагање и на Фондот за регионален развој на Европската Унија за помагање на ваквите проекти, со нормално наша партиципација буџетска, али претходно добро подготвени проекти, добро подготвена проектна документација, мислам дека можеме, сепак тоа не е само пуста желба, него се надевам дека најголем дел од овие проекти би можеле да се реализираат. Ќе завршиме со дамата, почнавме со дамата, ќе завршиме со неа, доктор Душица Трпчевска-Анđелковиќ. Што очекувате да се реализира од она што ќе биде предвидено? Може ли да предвидиме од сега? Може ли да предпоставиме што ќе биде остварено со она што ќе биде предвидено? Во условите во кои живееме, тешки се такви предпоставки и многу одговорни. Ние би сакале да се реализира се онака како што ќе биде. Ако може. Па и повеќе ако може, се разбира, да. Меѓутоа, тоа не зависи само од нас. Затоа тука би сакала да апелирам до целокупната, до сите засегнати страни, целокупната стручна јавност, но пред се надлежните, да правилно го сватат значењето на овој документ, потребата од неговата изработка, да влијаат врз динамиката на негова изработка, да не ни се повтори ситуацијата од претходниот, односно се уште актуелен просторен план, кој 6 години стоеше во собраниска процедура, затоа што овој документ ни е потребен на сите. На централната власт како инструмент за водење на политиките на просторен развој, на стручните институции за правилно спроведување на нивните надлежности, на локалната власт за реализација на надлежностите делегирани со процесот на децентрализација, во прв ред оние кои се однесуваат на уредување на просторот, на инвеститорите, во нудење на локации и услови за инвестирање и се разбира на граѓаните. Може би најбитната структура на крајот, сите овие ако ги оставиме настрана, сите тие треба да се во функција на граѓаните. Ви благодариме што утро бевте во Македонија на утро.